Почитувани гледачи на видео изданието на порталот Работник, каде добровдовте во уште ново видео и интервју во кое што ќе разговараме со писателот Анде Јанков. Анде Јанков е велешанец кој за својот деби роман Едно лето на Крит ја има добиено наградата Романијада. Тој воедно е еден од ретките македонски писатели кој што има напишано серијал кој што спаѓа во жанрот крими трилер, а во кој главен протагонист е инспекторот Виктор Николов. Без многу да должам, Анде, ви благодарам што ја прифативте поканата да бидете наш денешен гости. Здраво, Бован, фала уште еднаш на вашата покана да бидам гостин во вашиот портал и се надевам на пријатен разговор. Како откривте дека имате желба да пишувате крими трилер романи? Предпоставувам дека она што го читаме како читател, нели, жанровите кои што ни се блиски и ни интересираат, детерминираат за тоа кога ќе се одлучиме да ставиме нешто на хартија и да запловиме во книжевните води и да се водиме од самите наши, нели, вкусови и преференции. Така и во мојот случај беше исто, бидејќи најмногу ми е близок тој крими жанр на романи, така и се одлучив да заплувам во тие води. Најмногу и поради тоа што во нашава држава сепак крими писателите не се толку застапени како некои други жанровски, нели, писатели, така се одлучив на овој чекор, а и беше еден вид на предизвик да пробаме да испаднеме рамо до рамо со нашите современици од европската и светската сцена. Колку книги досега имате напишано и кои се тие? Како и каде можат истите да се најдат? Значи, досега имам издадено 4 романи, сите под палката на издавачката куќа Антолог, Едно лето на Крит и потоа серијалот кој што моментално го пишувам, Виенски гамбит, Сигурен ризик и Само Бог простува. Како што кажав, истите може да се најдат во издавачката куќа Антолог и низ дистрибутивната мрежа на останатите издавачки куќи низ Скопје и низ градовите во земја. И ќе, нели, и моментално го пишувам мојот 5-ти роман и секако истиот, нели, ќе како продолжение во овој крими серијал ќе си падне под, нели, под самата издавачка куќа Антолог со која што веќе имаме, нели, одлична соработка. Точно, да, 4-тиот дел од приказната за полицискиот инспектор Виктор Николов. Морам ќе открием дека пред да почнам да пишам книгата имав малку дилеми дали да одам со ново продолжение во овој серијал или да извадам некоја посебна приказна стендалон, меѓутоа тој с големен интерес за овој серијал си го направи своето, па се одлучив да продолжам и можеби не наредната година, меѓутоа во блиски дни да излезе и таа 4-та книга во овој крими серијал на пазарот тука кај нас. Како изгледа вашиот процес на пишување на книга? Колку време ви е потребно за да ја завршите? Едно од најинтересните прашања што може да му поставите на писател. Инспирацијата за приказната, нели, доаѓа од секојдневието во кое што живееме. Сега, од тој момент првичен на замислата на приказната па до конечна реализација никогаш не е едноставно. Меѓутоа, од досегашното искуство можам да кажам дека барем за овој жанровски, нели, вид, мене ми е потребно година до година и пол од замисла до реализација на една книга. Така што верувам дека и динамиката ќе си продолжи понатаму и во иднина. Секако дека мора потоа да се работи на ликовите, дополнителна обработка на веќе постоечките, па можеби едно од најтешките задачи е осмислување на нов, а подеднакво добар антагонист, нели, негативец во следниот роман. Така што си има работа, меѓутоа тоа е еден вид предизвик и ментална гимнастика, нели, за колку подобро да се сработи и да им се допадне на крајните читатели. Колку е исплатливо да се пишуваат книги во Македонија?
Па, видете, порано имаше некои предрасуди дека воопшто нели не е исплатливо да се пишува, да се занимава со литература и книжевност. Меѓутоа не е тоа точно, сега знаеме во какви ситуации сепак живееме и дека сме мал пазар, релативно мал пазар тука во Македонија, но пак ќе речам тој не треба таквите услови да влијаат на писателската кариера, ако може така да се нарече, на било кој писател, нели, ако реши да се впушти во тие води. Доколку се извадат, нели, квалитетни дела и истите ги има повеќе на број, несомнено потоа и финансиски бенефици доаѓа, нели, како кај самите автори. И фала Богу, работите одат во позитивна насока на оваа поле, гледајќи измината деценија на назад и еве сега, бидејќи сепак веќе 6 години како сум писател, од кога излезе првата моја книга, така што има подобрувања и нели секој еден кој што сака да успее може би не како редовна работа во писателството да се служи со писателство, меѓутоа како една втора, нели, пропратна работа секој дека да. Вие сте еден од ретките писатели кои што започна крими трилер со серијал во Македонија. Како дојдовте до идеја да го создадете ликот на Виктор Николов? Јас ви реков претходно во наша комуникација кога се договаравме за тоа кога да биде ова интервју, дека многу ме потсетува на комбинација помеѓу Хери Бош на Мајкл Конели и Хари Хуле на Ю Несбе. Еве овие двајца ликови, нели, фиктивни ликови кои што ги спомнавте, да биле инспирација, нели, позади типот на приказната кој што сум решил да го пишувам. Сега кога го градев ликот, свесно можев да се одлучам за една од две опции. Едната беше да биде екстремен чудак, како што, не знам, еве, Шерлок Холмс, не знам, можеби Пуаро на Агата Кристи, писатели одбираат, нели, така да ги создадат своите главни ликови, или другата опција беше да се представи еден сосема нормален, нели, нашински, како да кажам, македонски, нели, граѓанин, меѓутоа му дадов, нели, оној шмек што се вика јака позадинска приказна, нели, историска приказна иминото, и свесно бев решен, нели, да тргне тој лик од некоја си негативна точка и потоа натаму да си се гради, нели, неговата приказна, зависно од тоа колку делови ќе содржи овој серијал. И сакав да биде, нели, македонски лик за да можеме, нели, да се повеќето од читателите да се поистоветат со нели, со приликите во кои што тој е најден и затоа и после првиот дел Виенски гамбит и дејството го вратив назад во Македонија и во Скопје конкретно. Каква е реакцијата на македонските читатели на вашите романи? Значи, на моје лично задоволство реакциите за досегашните романи се навистина солидни и охрабрувачки за да продолжам, нели, понатаму да го пишувам овој жанр. Не беше мал залог да се нафатам, нели, баш во тие води да пишувам, бидејќи не само што е ментално предизвикувачки, меѓутоа си бара одредена веродостојност во позадина, која што треба да се провери, нели, и со припадници на полициските сили и со ред, нели, други консултанти. И сега сепак тоа е барем досега на задоволителен начин изработено, слушајќи ги, нели, рецензиите кои што сидат по книжевните групи на Facebook, Goodreads платформата секако, па и некои си познати личности кои што веќе се дограбаа до некоја од моите книги и искоментираа позитивно, нели, на Facebook или пак ми пишале порака. Споменавте дека за да напишете еден крими трилер роман ви се потребни информации од полицијата. Дали лесно дојдовте до тие информации кои што ви беа потребни? Така, јас. Па, добро прашање, бидејќи реално, да зборуваме реално, е потешко да се дојде до такви информации, доколку немате
пријатели нели во редот на такви организации. Да, и можеби не треба да е така, во други земји сигурно не е, меѓутоа еве кај нас кога се работи за книжевност и за литература, имаат малку така доза на резерва претставувам институциите кај нас, или сметаат дека едноставно на тоа не треба да се троши многу време, па не велам дека нема да добиете информации, но ги види на многу потежок пат ако одиме нели официјално со доставување на барање за информации и слично, и истото сум го пробал на почеток, така што верувам дека и останати нели писатели кои што творат во овој крими жанр се соочиле со сличниот проблем, па ете бараат нели да речеме шорткат или краток пат од околу како би дошле до релевантни информации кои што ќе користат за самата приказна која што пишуваат. Што би им порачале на оние кои што имаат аспирација да станат писатели, но досега не собрале храброст да напишат книга? Нека се охрабрат, на најмногу тоа би го порачал, бидејќи секој еден кој што нели има таа желба да каже нешто, да сочи нешто на хартија, треба да го направи тоа. Уметноста не е за да стои во фиока. И едноставно со самото тоа што ќе пробаат нели да заплават во книжевните води, се еден чекор подапред од оние кои што можеби го имаат тој афинитет, меѓутоа мислат дека во Македонија тешко се живее од тоа или пак нема да бидат издадени, ќе бидат одбиени. Нема зашто да се нели од тоа да стравуваат, така што нека продолжат, нека читаат она што ги интересира. Некој пат треба и да се чита надвор од жанрот за да се изгради нели изострен и специфичен пишувачки стил, и едноставно потоа нека се обратат кај некој од издавачките куќи. Сега барем е лесно во овие денови, има веќе тренд да се биде можеби домашен автор, така што со квалитетна приказна и со нели одбирање на нише маркет кој што нели и читатели кои што би примиле таа, се доаѓа до брз резултат. Така што ете таа била мојата порака до нив и нека читаат домашни автори, а не секој.